Многу читам, многу сакам да читам, многу ми е убаво кога читам. Немам омилен жарн, во последно време сум фокусирана на стручна литература, но секој слободен момент го користам да прочитам и нешто за опуштање. Најчесто читам додека патувам и тоа секогаш се некои полесни приказни. Постојано сум во потрага по нови наслови на полиците и најчесто бирам книги со убава корица. Благодарение на издавачката куќа Арс Ламина, многу брзо доаѓаат бестселерите во земјава на македонски јазик и секогаш се со убави корици. Често купувам книги на саем одам бидејќи на едно место ги има сите новитети, многу интересни приказни, со посетителите можеме да си размениме искуства за читањето на некоја книга и има саемски попусти. На овој саем ќе се подновам со топ 5 новитети од издавачката куќа Арс Ламина, кои што ви ги препорачувам. Во оваа книга принцот Хари зборува за неговото детство, за длабокиот ефект од смртта на неговата мајка Диана, за проблематичните тинејџерски денови и за приклучувањето во британската армија. Исто така зборува за односот со неговиот брат Вилијам и татко му, кралот Чарлс III, како и бракот на татко му со Камила и додворувањето и склучувањето брак со американската актерка Меган Маркл, се до нивното напуштање на улогите од кралското семејство. По прв пат Хари раскажува неговата приказна со сурова и непоколеблива искреност. Оваа книга ни дава увид во откровенијата, самоиспитувањето и тешко стекнатата мудрост за вечната моќ на љубовта над тагата. Втората книга која што сакам да ви ја представам е Војна и љубов од авторката Џули Бери. Во оваа повеќеслојна љубовна романса во фокусот се ставени два млади пара. 30 години подоцна, откако овие четворица љубовници судбината ќе ги спои, божицата Афродита им ја раскажува нивната љубовна приказна на својот сопруг и на својот љубовник. Се работи за историска фикција, случувањата се одвиваат за време на Првата светска војна, а се раскажуваат за време на Втората светска војна. Се бара одговор на прашањето зошто љубовта и војната секогаш се привлекуваат една со друга. Едно лето во Италија на Ребека Серел е роман кој што пишува за тоа како по загубата продолжуваме понатаму и како луѓето кои што вистински ги сакаме никогаш не напуштаат. Ова е топла, емотивна приказна за љубовта на ќерката кон својата мајка. Главниот лик Кети се чувствува изгубено по смртта на нејзината мајка, но сепак решава да оди на патувањето кое што го планирале заедно. И на тоа патување во Италија ја среќава нејзината мајка на 30 годишна возраст, една сосема поинаква личност од тоа каква таа навистина ја познава. Во најновиот трилер За ваше добро, Саманта Даунинг зборува за Теди Качер, кој што ја освоил наградата за најдобар наставник и тој вели дека неговата сопруга никогаш не била погорда, иако неговата сопруга веќе подолго време никој не ја видел. Тој не се заморува многу со приватните проблеми на неговите ученици, туку ги поттикнува да го достигнат својот максимум во академскиот потенцијал. Се што сака е родителите на неговите ученици и колегите да му се тргнат од патот. Зелениот дворец од Сибо е добитник на наградата Пегас за 2022 година, што ја доделува Арс Ламина за најдобар необјавен роман. Овој роман ми е следен на листата за читање, бидејќи го привлече моето внимание за тоа што зборува за градот Скопје во 20-тите и во 60-тите години на минатиот век, но и сегашноста. Во фокусот е ставена зелената куќа во населбата Црниче, за која што имаше верување дека е обседната од духови и дека таму се случуваат многу чудни нешта. Читаме бидејќи со читањето учиме нови работи и нашата следна средба ќе биде на саемот на книга.